Стотина учесници го почувствуваат спортскиот адреналин на надпреварот Red Bull Home Run, кој за прв пат викендов содржа во Македонија на скијачкиот центар Маврово. Се работи за скијање и бордање во слободен стил, без капи, одреден пол и возраст. Имаше и маскирани учесници. Интересно во оваа трка е со тоа што може да има маскирани. Значи може по своја слобода да си облечат било каков костими да се појават на трката, значи нема некои капи и поминување, него има една стаза која што е одредена и таа става треба да се возат сите. Ја го водам настанот, вчера имаше забава, пуштав музика и тоа е мојата улога. Јас не сум за да се тркам за да победам, него наставно така да има убава енергија да се мотивираат тркачите. Чим ја можам, секој може. Стартот на надпреварот беше од жолтата патека, а учесниците финишираа кај ски школата. Освен скијање, бордање и добра маска, надпреварувачите покажаа и други вештини. Самата трка започнува со трчачки старт. Тоа значи дека прво 100 метри сите надпреварувачи трчаат без своите ски, без своите бордови. После тоа гледаат што побрзо да ја облечат својата опрема и продолжуваат надоле по стазата. Почнува негде од средина на ски центарот, кај жолтата стаза и завршуваат тука баш каде што е шаторот. Отприлика тоа е тоа, се надпреваруваат и машки и женски и скијачи и бордери и бидејќи не е толку професионално, туку повеќе и рекреативно, имаме уште еден бонус момент, односно сите можат да се маскираат. Учесниците велат дека вакви надпревари се повеќе од неопходни за популаризација на слободните спортови, но и промоција на македонските планини, кои имаат голем потенцијал, а не се доволно искористени. Тие адреналински спортови кај нас се застапени уште пологи години, значи 10-20 на години. Цело време се трудат луѓето да кренат свеста дека тие постојат кај нас, дека стварно има луѓе што се трудат и ги бива во врска со, не мора да е скијање, може скейтање, било што така натака. Треба да се крене на некој поголемо ниво, меѓутоа главниот проблем е што луѓето не сваќаат дека ова може стварно да се смета како вистински спорт, туку многу луѓе го гледаат само како хоби. Тоа е главниот проблем што треба да се разреши на некој начин, ама вакви евенти како што кажав ќе придонесе на тоа стварно луѓето да го гледаат ова како вистински спорт и луѓе што ставаат труд и се трудат да постигнат нешто од овој аспект. Алек Бошковик, представник на Red Bull од Србија, вели дека ваквите надпревари ги промовираат слободните спортови, на кои не им се обрнува големо внимание. Не само локално, него и на глобално ниво. Секако, ваквите надпревари придонесуваат за популаризација на овие видови спортови. Еве, на пример, баскетот 3x3, на кој не му се обрнуваше големо внимание, сега е олимписки спорт, а до сега не бил. Значи, тоа е и целта, да се вложува во вакви спортови и истите да се популаризираат. Надпреварот Red Bull Home Run беше пропратен со добра забава на центарот, каде присуствуваа голем број туристи.